Расте незадоволството кај карбинските тутунари. Тврдат откупот уште не почнал, а откупувачите веќе манипулирале со квалитетот и класите на тутунот. Првата класа многу се тешко дава во овие наши услови и се бутава во втора класа и трета класа. Чак дури можно е вика и четврта класа, а четвртата класа е околу 55 динари. 270 сега кажува дека прва, а никој не се дава прва. Да. Правата да се врне назад, последните да се качат нагоре, да се уедначат цените на тутун. Цената просек 130-120, слабо. Значи не сме задоволни. Ова нервите на тутунарите ги истенчило до крајни граници, а во прашање го доведува идното производство. И јас ќе апелирам производителите до година никој да не сади. Нека да ги молат газите, а не гази да изиграват само пари да пунат джепото. 50 динари на кутија цигари, 50 динари на кило тутун. Вака ако овде. Значи ќе престанете птен да се. Револтот е разбирлив зашто со овие цени маката на тутунарите била понижена максимално. Историшковите не може да го скараме. Знаете, барем за работнара. Работам, донесам тука ништо. Дека ценењето на класите не е според очекуваното, потврдуваат и проценителите. Класите са малку покачени при Мелани и квалитето е многу подобар. Може да речем за 2 класи подобар од ланскиот. И се откуп одвива реално. Од друга страна, тутунарите тврдат дека годинава бербата им била една од најквалитетните во последните неколку. Од квалитетот оваа година не може да се поплакаме, бидејќи оваа година многу беше сончева енергија, повише имаме топли денови, отколку што имаме врнежливи денови у теку на оваа нашата година што бевме. Состојбата со откупот на тутун и незадоволството околу проценката е нешто што се повторува секоја година наназад. Резултатот е драстично намалено количество на произведен тутун во Штипско-Карбинскиот регион. Од некогашните над 300 хектари, сега под тутун се одвај стотина.